Значи, вие, ако веќе националната телевизија, терестријална е благо, кој што треба да се цени, не може такви битанги како Дзинго и Стојменов да бидат газди на национални телевизии понатаму. Тоа исто како на Сонја Николовска, од тад да ја даеш банка да направи. Тоа не може така. Значи, Канал 5 и Сител се докажа дека не ги исполнија задачите кои што им е дадена со закон, да ги информираат граѓаните да работат за општо добро. Тие работеа против државата. Тие работеа во корист на мафијата. И вие не смеете да ги оставите, тогаш ништо не сме направили. Вие само ќе владеете подобро од бившите, ама нема да створите механизми осигурачи за во идеја падане не се деси гроевизам. Вие мора да помогнете повеќе газди како Роберт Димитров, како Андреја од Мак Петрол, го гледам тука Горан Гаврилов. Такви луѓе ни треба што имаат терестријални национални телевизии и радија. А битангите и криминалците како Стојменов и Дзинго мора да ги тргнете. Па макар имали проблеми со ЕУ, ќе се изборите за тоа, малце ќе добиете и чврги. Ама ќе и помогнете на македонската држава и на нас новинарите, бидејќи многу новинари беа осакатени со таквите битанги и газди на такави телевизии. И второ прашање. Ако може Ајде, молам да го држиме нивото на дискусијата. За да ја задржиме дебатата. А што, Стојменов и Дзинго не се битанги? Ве молам... Тоа сте криминалци, тоа се џукели, тешки. И вие тоа го знаете. Ви благодарам, ако може микрофонот во првиот. Втор апел, како газда на портал, сакам да апелирам до министрите да размислат за регулација на порталите, бидејќи во време на диктатура тоа беззаконие ни користеше да се бориме против диктатурата, но сега веќе ни штети. Благодарам.